Почитувани драги кумановчанки и кумановчани. Еве во предвечерието на големата прослава за нашиот град на 11 ноември 500 години Куманово и 75 години од ослободување на Куманово, сакам да ви го честитам предстојниот празник на сите и воедно да ви информирам дека општината заедно со Фондацијата за култура и спорт на нашиот град организираше поголем број на културни настани и јавни собери и ја користам оваа прилика да ве поканам сите заедно да го прославиме овој голем јубилеј за нашиот град. Едноставно, вие го направивте Куманово и вие заслужувате заедно со сите нас да го прославиме овој голем јубилеј, кој што само дополнително ќе даде подкрепа на сето онаа што до сега беше работено и ќе мотивира да се продолжи понатаму со единствена цел да направиме еден модерен, урбан, проевропски град, онака како што доликува на најголемата општина во нашата држава. Сме поминале многу убави моменти во досегашната наша историја. Куманово е еден мултикултурен центар и треба да продолжиме во рамки на добриот соживот да го градиме Куманово во еден модерен центар. Со вашето присуство на сите овие манифестации дополнително ќе мотивирате, бидејќи Куманово го заслужува тоа. Оставиме траен белег не само во македонската историја, туку и во историјата на Балканот, како еден центар на кој што се случија големи историски извиднувања. Тоа е дополнителен мотив да продолжиме сите натаму заедно. Во рамки на одбележувањето на овие празнични денови, сакам да ви информирам дека веќе отпочнавме со поголем број на манифестации, почнувајќи од 1 ноември, каде што заедно со нашите пензионери направивме манифестација пензионерите за својот град. Ни следат на 8, 9 и 10 ноември во вечерните часови 3 мега концерти на кои што водевме светка да се запази и мултиетничкиот карактер на Куманово и мултиетничкото општество кое што сите ние го негуваме целиот овој историски период за нас. И воедно до крајот на месец ноември планираме да завршиме на 29 ноември со традиционалното возобновување на Кумановската гитаријада, која што ќе организираме во Занаетчискиот дом. Согласно одлуката на Советот на општина Куманово, на 8, 9 и 10 ноември ќе се продолжи работното време на сите угостителски објекти во градот, се со единствена цел да нашите сограѓани, а особено младите, уживаат и суштински и вистински празнуваат. Воедно сакам да ви информирам дека во рамките на одбележувањето на градот ќе имаме голем број на делегации од странство, како и делегации од државата, представници од законодавната, извршната, судската власт. Треба да се покажеме како добри домаќини. Не се сомневам во тоа, бидејќи тоа ни е во генот на секој кумановчанец. На 10 ноември свечено ќе биде подпишано избратимувањето со нова општина со која имаме се подобра и подобра соработка, а тоа е градот Нови Сад, кој што доаѓа од соседна Србија. И верувам и убеден сум дека сето ова што се организира
првенствено е наменето за кумановци и кумановчани тоа ќе го препознаат и ќе се покажеме во вистинска смисла на зборот. Тука ќе доминира нашиот кумановски темперамент, духот на шегата и секако онаа што е првенствено, а тоа е домаќинлукот, традицијата, бидејќи знаеме да прифатиме и знаеме сите да уживаме во сето онаа што е подготвено за сите нас на полето на културата. Ви благодарам. Повелете дали имате други прашања?